Во ова издание, доколку се пролонгира шпанската ратификација на НАТО протоколот, владата во Скопје со план Б, пред да се распушти собранието. Нов ден во истрагата за импичмент на Трамп. Демократите ги објавија доказите на Капитол Хил. Што е следно? Вештачка интелигенција и машините да носат одлуки слично како луѓето, но колку и дали ќе бидат етички? Повеќе во продолжение, останете со нас. Добро вечер, ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Демократите од Претставничкиот дом ги најавија причините за импичмент на претседателот Доналд Трамп, злоупотреба на моќ и обструкција на Конгресот. Еве ги деталите. No one, not even the president, is above the law. Председавачите со комисиите за правосудство и разузнавање на дворешни работи за надзор ги најавија следните чекори во постапката за импичмент. Ваквиот потек уследи откако синоќа комисијата за правосудство ги заврши сослушувањата. Демократите тврдат дека Трамп се ставил себе си над државата, додека републиканците изјавија дека и покрај барањето на Трамп Украина не направила ништо и ја добила воената помош. Најново е што 6 туристи го загубија животот при синокешната ерупција на вулкан во Нов Зеланд. Полицијата соопшти дека 8 други се водат за исчезнати, најмалку 31 лице е повредено. Председателот Трамп смета дека е неоснована најавата на Северна Кореја дека до крајот на годината истекува рокот за нуклеарни преговори. Ким Јонг Кунг е премногу паметен и има многу да загуби. Не сака да уништи специјалната врска со председателот на САД или да се меша во американските председателски избори во ноември, напиша Трамп на Твитер. Владини извори за Гласот на Америка брифираат дека доколку се пролонгира шпанската ратификација на НАТО протоколот, владата во Скопје има план Б, а тоа е условна ратификација на протоколот, односно тој ќе се потпише пред да се распушти собранието. Владимир Мирчевски со деталите. Условна ратификација на пристапниот договор во НАТО во собранието. Тоа е владиниот план Б во случај да не се стигне навреме да се затвори ова прашање пред парламентот да се распушти. Ова опција би се активирала во случај Шпанија, последната членка на Алијансата која се уште не го ратификувала протоколот за членство на Северна Македонија, да не успее да формира влада и затоа да задоцни со затворањето на ова прашање, што пак би имало импликации во земјава поради предвремените парламентарни избори најавени за 12 април, брифираат високи владини извори. Во овој случај, актуелниот парламентарен состав во Македонското собрание пред време би го ратификувал документот со кој земјата влегува во НАТО, но ратификацијата би била објавена во службен весник и би стапила на сила откако процедурата ќе помине во Шпанија. Во оваа ситуација, спред проценките на владата, ратификацијата во Македонскиот парламент би се случила во февруари пред распуштањето на собранието и тоа не би имало влијание врз изборите. Оптимистичката варијанта со која калкулираат владини извори е дека Шпанија сепак ќе успее да ја заврши внатрешната постапка до крајот на јануари, со што Македонскиот парламент би имал доволно време да го ратификува договорот и тој да биде објавен во службен весник пред распуштањето на собранието. Денеска во владата брифира и за вчерашната ненадена посета на државно-владиниот врв на американскиот носач на авиони Хари Труман, каде се сретна со командантот на јужното крило на НАТО. Денеска сме во посета на носачот на авиони Хари С. Труман, еден од најимпресивните репрезенти на моќта на комплексниот систем за ефикасни оперативни задачи за одржување на безбедноста, мирот и сигурноста во светот. Денес Северна Македонија е дел од најмокната воена и политичка сила на светот. Владата денеска потврди дека Дане Талески, советникот на премиерот за надворешна политика, ќе биде новиот македонски амбасадор во НАТО. Неговиот избор е усогласен со шефот на државата Пендаровски. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. По терминот вештачка интелигенција денес се подразбира технологија што овозможува машините да носат одлуки слично како луѓето. Но, како што се развива таа технологија, се поставува прашањето колку машините може да носат етички одлуки. Четра Чап има повеќе.
Од возење автомобил и борба со болести до организација на интернет содржини, вештачката интелигенција се повеќе носи одлуки наместо луѓето, беше кажано на конференција за етика на Универзитетот Станфорд. Сепак беше нагласено и дека програмерите треба да ја научат вештачката интелигенција да ги почитува човековите вредности. Многумина сметаат дека при програмирањето треба да се почитува Декларацијата на Обединетите нации за заштита на човековите права. Постојат принципи до кои треба да се држиме. Тоа се постоичките постулати за човекови права. Декларацијата за човекови права од 1948 се потпира на одредби како правото на живот, право на слобода и забрана на робство и тортура. Сепак, опонентите сметаат дека вештачката интелигенција ќе биде таква какви што се луѓето што ја програмираат. Додаваат дека регулациите во програмирањето само ќе го забават напредокот. Други пак не се согласуваат. Верувам дека некои од најсериозните предизвици на нашето општество произлегуваат од регулацијата на технологијата. Брзиот развој на вештачката интелигенција ги надмира регулациите. Тоа создаде нови предизвици, како што се лажните вести, нарушување на приватноста и опасноста од автоматизирано оружје. Експертите сметаат дека е неопходна глобална регулација за етиката на вештачката интелигенција. Според поранешниот прв човек на Google, Ерик Шмидт, потребно е уште да се дебатира. Тука сме зашто сакаме отворена дебата. Сакаме да се осигураме дека системите што ги создаваме се базирани на човековите вредности. Но кој ќе одлучува за човековите вредности? Овие експерти велат дека развојот на вештачката интелигенција според одредбите на Обединетите нации за човековите права ќе биде долг процес. Новиот филм "Убав ден во соседството" се базира на текст што новинарот Том Джунот во 98 го напиша за Фред Роджерс, американско лице од ТВ екраните кој се залагаше за разбирање и помирување. Спротивно пак, филмот Джокер на Тод Филипс прикажува темна страна која повикува на социјален хаос. Пенелопи Пол за спротивните пораки. Убав ден во соседството е направен според вистинска приказна за средбата меѓу циничен новинар кој носи траума од детството и телевизискиот лик господинот Роджерс. Everyone, this is Lloyd Vogel. He is a wonderful writer. Актерот Метју Рајс ја игра улогата на новинарот Лојд Вогел, чија задача е да напише сторија за Фред Роджерс. После нивната прва средба, двајцата мажи стануваат пријатели. Господинот Роджерс, чија улога ја игра Том Хенкс, му помага на Вогел да ја надмине траумата. I started looking at many hours. Со часови го разгледував соседството на господинот Роджерс. Ги читав рачно напишаните сценари од неговите емисии, но наместо микроскопската имитација на Фред Роджерс, ликот кој беше изгледен тивко и полек. Критиката вели дека уникатната изведба на Том Хенкс е како терапија за гледачите. Многумина му привидуваат и номинација за Оскар. Please won't you be my neighbor? Том Джунот, вистинскиот новинар според кого е креиран ликот на Вогел, вели дека нашиот свет кој е заглавен во агресија има потреба од пораките на Роджерс за пријателство и помирување. Одиме напред без пораките што ни ги остави Фред, без љубезност, без милост. Но дали навистина сакаме тоа да го ставиме зад себе? Убав ден во соседството помина добро на благањите со заработка од 25 милиони долари по премиерата, но тоа е многу помалку од речиси $1 милиарда што ги заработи филмот Джокер на Тод Филипс. За изведбата на антихеројот Джокер на Хоакин Феникс му се предвидува Оскар. Критиката и публиката се поделени за Джокер. Некои во изведбата на Феникс го гледаат отфрлањето на маргинализираните луѓе, но други стравуваат дека многумина би покажале симпатии кон осамениот убиец и би го копирале насилството. Како што се движиме кон сезоната на Оскарите, останува да се види која од двете струи ќе надвладее, дали таа на господинот Роджерс или таа на Джокер. Тука е крајот на Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Доколку сакате бесплатен календар од Гласот на Америка, пишете ни. Пријатна вечер, се гледаме утре.